Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денешната епизода ќе ја почнеме со проучување на Псалм 132. Вклучувајќи го и овој, имаме за обработка уште 3 псалми кои евреите ги пееле при посетата на градот Ерусалим за чествување на трите религиозни празници – Пасха, Педесетница и празникот на шаторите. Патем, оваа песна која сега ќе ја читаме и обработиме е месијански псалм и во неа има неверојатни ветувања и благослови кои се однесуваат на израелскиот народ, но и за нас денес. Авторот на песната не ни е познат. Некои велат дека Давид ја напишал, но јас не верувам во тоа. Други велат дека псалмот е дело на царот Соломон и го напишал кога ковчегот со 10 заповеди бил преместен од шаторот во храмот кој тој го изгради во чест на Бог. Во светло на содржината на псалмот, мислам дека тоа има смисла. Би рекол дека ќе почнеме со читање и обработка на псалмот имајќи ја таа историска позадина на ум. Замислете голема група на евреи, кои доаѓаат од сите страни на светот во Ерусалим, како влегуваат во градот, се приближуваат до храмот и ги пеат следните зборови. Сети се Господи на Давид и на сета негова ревност, како што се заколна пред Господ и му вети на Јакововиот Бог. Нема да влезам под шаторот на домот свој и нема да легнам на леглото мое. Нема да им дадам сон на очите мои, ни дремка на вегите мои, ниту одмор на слепоочниците мои, додека не најдам место за Господ, дом за Јакововиот Бог. Во втора книга Самуилова, глава 7, читаме за Давидовата желба да му изгради храм на Бог. Тоа беше една од главните амбиции во неговиот живот, но Бог преку пророк му кажа дека нема тој, туку неговиот син ќе изгради храм каде ќе се чува ковчегот со 10 заповеди. Стих 8. Стани Господи, дојди во местото каде што е твојата почивка, ти и светиот ковчег твој. Овој стих е една од главните причини поради кои некои толкувачи на писмото, меѓу кои сум и јас, веруваат дека псалмот е напишан во периодот кога светиот ковчег беше преместен во така наречениот Соломонов храм. Тоа беше свечен момент кога Божјата слава го исполни целиот храм. Стихови 11 и 12. Му се заколна Господ на Давид со верност и од неа нема да се откаже. Од плодот на твојата утроба ќе поставам на престолот твој. Ако твоите синови го пазат мојот завет и моите сведоштва, на кои ќе ги научам, тогаш и синовите нивни ќе седат вечно на твојот престол. За жал, израелскиот народ не го запази заветот и тоа е причината поради која беа отргнати од земјата и однесени во заробеништво во Вавилон. Давидовите синови правеа грев и се соочија со последиците од своите постапки. Но, тоа не значи дека Бог дигна раце од нив. Во Новиот Завет гледаме дека Бог го исполни ова ветување. И Давидовиот син по тело, Господ Исус Христос, навистина вечно владее на престолот. Стихови 13 до 15. Зашто Господ го избра Сион, му омиле да живее во него. Тоа е моето одмориште за секогаш. Таму ќе се населам, бидејќи многу го засакав. Ќе го благословувам и преблагословувам трудот негов. Сиромасите негови со леп ќе ги наситувам. Ако денес отидете во Сион и ја погледнете таа област, во одредени аспекти ќе ви биде тешко да видите како овие зборови се исполнети, но тоа е така бидејќи верувам дека ова пророштво допрва ќе треба да се исполни.
Очигледно е дека Господ има некаков план кога станува збор за израелскиот народ, а и днината ќе ни открие за што поточно станува збор. Сега доаѓаме до Псалм 133, кој е дело на царот Давид. Според мене, оваа песна е како редок скапоцен камен. Кратка е, но изобилува со духовни богатства. Некои толкувачи на писмото го имаат наречено братскиот псалм, бидејќи главната тема е заедништвото помеѓу верните. Да ве подсетам, овој псалм се пеел кога евреите доаѓале во Ерусалим за религиозни празници. Додека патувале кон градот, некои од нив се сретнувале со стари пријатели, други пак запознавале нови. Но сите тие луѓе имале една главна цел – да го прослават Господовото име во градот на мирот. Токму затоа Давид пишува за благословите кои Бог ги дава таму каде што браќата живеат еднодушно, сложно и заедно чекорат по Господовиот пат. Овој псалм треба да биде поттик и за христијаните денес да живеат во единство и еднодушно, и со тоа да покажат пример пред светот, а и да го добијат Божиот благослов. Стихови 1 и 2. Колку е убаво и колку е мило кога браќата живеат еднодушно. Тоа е како скапоцено миро врз главата што се лее по брадата Аронова, што се лее по полите од одеждата негова. Патем, овие стихови се навраќаат на моментот кога Арон, братот на Мојсей, беше назначен и помазан за првосвещеник во Израел. Во писмото се вели дека при самото назначување врз неговата глава беше излеано скапоцено миро. Во одредена смисла, првосвещеничката служба на Арон е предслика на онаа на Господ Исус Христос. Всушност, самиот збор Христос значи токму тоа, помазаник. Но, да се вратам назад на стиховите кои ги прочитавме. Авторот на псалмот на сликовит начин опишува колку е добро и благословено кога браќата по вера, а јас би рекол дека тука треба да ги спомнеме и сестрите, живеат еднодушно и верно одат по Божиот пат. Во свет во кој има поделби по однос на секакви прашања, верниците се повикани да ги остават своите разлики на страна и да се обединат во Христос, покажувајќи пример за единство. Токму тоа беше молитвата и желбата на нашиот првосвещеник, Господ Исус Христос, запишана во Евангелие според Јован, глава 17. Сега доаѓаме до последниот псалм од оваа секција. Овој псалм е последната песна која ја пееле евреите кои оделе во Ерусалим за религиозните празници. Стихови 1 и 2. Благословувајте го сега Господа, сите слуги Господови, што стоите ноќе во домот Господов. Кренете ги рацете ваши ноќе кон светилиштето и благословувајте го Господа. Тука се спомнува светилиштето, односно Божиот храм, што укажува на тоа дека луѓето веќе биле пристигнати во самиот град кога ја пееле оваа песна. Нивните срца сигурно биле радосни и благодарни, затоа што Господ им дозволил повторно да се најдат во градот Ерусалим и заедно да му се поклонат. Стих 3. Нека те благослови Господ од Сион, Создателот на небото и земјата. Во стиховите 1 и 2 авторот ги повикува другите да го благословуваат Господа, а во стих 3 им го посакува Господовиот благослов. Ова е одличен славителски псалм, кој денес би требало да биде дел од нашиот така наречен репертоар на текстови со кои го славиме Господ, но исто така и текстови со кои би можеле да се благословуваме едни со други. Ако смеам да бидам искрен со вас, ќе кажам дека сметам дека славењето на Господ во црквата денес е некако премногу формално. Не велам дека се треба да биде спонтано и да нема никаков ред, но мислам дека и малку неформалност нема да ни штети во црквата.
Например, во псалмот сме повикани да ги кренеме нашите раце кон светилиштето и да го благословуваме Господ. Замислете богослужба во која верниците со кренати раце го слават и благословуваат името Господово. Така изгледало славењето на Господ кога евреите пристигнувале во Ерусалим за време на религиозните празници. Во голем дел од црквите денес нема да забележите како луѓето креваат раце за да го слават Господ. Зошто е тоа така, не би можел да кажам, но предпоставувам дека одговорот е поврзан со фактот што во црквата има премногу формалност и малку слобода. Се надевам дека зборовите од овој псалм ќе не поттикнат да направиме нешто во однос на тоа. Сега доаѓаме до нов дел од книгата Псалми, кој започнува со Псалм 135. Следните неколку псалми се всушност песни во кои авторите го слават Господ и не повикуваат да го направиме истото. Како и некои од псалмите кои претходно ги обработувавме, и овој е така наречен Алелуја псалм, односно песна која почнува со токму тој збор Алелуја, што значи слава на Господ. Стихови 1 до 3. Алелуја, фалете го името Господово, фалете го слуги Господови, вие кои стоите во домот Господов, во дворовите од домот на нашиот Бог. Фалете го Господа, зашто Господ е добар, пејте му на името Негово, зашто тоа е мило. Господ е добар. Ова е важна вистина која ми се чини дека понекогаш ја забораваме. Кога последен пат сте слушнале некој да ви зборува за Господовата добрина? Кога последен пат вие сте кажале некому за Господовата добрина? Стихови 6 и 7. Господ прави се што ќе посака, на небото и на земјата, во морињата и во сите бездни, доведувајќи облаци од краиштата на земјата, молњи при дожд создаде, тој кој ги изведува ветровите од скровиштата нивни. Бог го контролира времето и временските услови. Луѓето кои работат во временска прогноза само се обидуваат да кажат какво ќе биде времето, а Бог е оној кој е во контрола на сето тоа. Не само што е во контрола на временските услови, туку псалмистот не подсетува дека Бог е во контрола на целата вселена. Тој вели дека Бог прави се што ќе посака на небото и на земјата. Со други зборови, Бог ја води целата вселена онака како што му е по волја. Вам можеби тоа не ви се допаѓа, но Бог ја создаде вселената и има право да прави се што сака во и со неа. За нас луѓето е подобро да го прифатиме Божјото владење и неговата суверена волја, отколку да негодуваме против него и да му се противиме. Патем, сакам да нагласам дека кога велиме Бог прави се што сака, тоа не значи дека Бог прави неморални или лоши одлуки и дела, туку действува во исполнувањето на своите планови и за тоа не е одговорен пред нас или пред било кој друг. Стихови 15 до 18. Идолите на незнабожците се сребро и злато, дело на раце човечки. Имаат уста, но не говорат. Имаат очи, но не гледаат. Имаат уши, но не слушаат, ниту пак во устата нивна има здив. Слични на нив ќе бидат и оние кои ги прават и секој кој на нив се надева. Секој човек обожава, слави и се надева на некој Бог. Дури и оние кои велат дека Бог не постои, таквите си имаат идоли на кои им се поклонуваат, без разлика дали се свесни за тоа. Во старозаветно време идолите и боговите често имаа своји кипови кои беа направени од дрво, злато или сребро. Денес, поголемиот дел богови не се направени од тие материјали, ама сепак постојат. Всушност, Бог е сето она кој ни дава смисла и исполнување во животот.
Што и да е тоа што вам ви дава смисла, цел и исполнување во животот е всушност ваш Бог. Но сите богови, освен оној кој ни се има откриено преку Светото писмо, се мртви и лажни и кога тогаш ќе не разочараат. Стихови 19 до 21. Доме Израелов, благословувај го Господа. Доме Аронов, благословувај го Господа. Доме Левиев, благословувај го Господа. И вие, кои се боите од Господ, благословувајте го Господа. Нека е благословен Господ од Сион, кој живее во Ерусалим. Оваа епизода ќе ја завршиме со читање и обработка на Псалм 136, во кој главната тема е Господовата милост, поради која сме повикани да живееме во благодарност. Интересно е тоа што зборовите милоста негова се повторуваат во секој стих. Стихови 1 до 3. Славете го Господа, зашто е добар, зашто е вечна милоста негова. Славете го Бог на боговите, зашто е вечна милоста негова. Славете го Господа над господарите, зашто е вечна милоста негова. Стих 6. Славете го небесниот Бог, зашто е вечна милоста негова. Иако немаме време да го прочитаме целиот псалм, сепак можете да проверите дека во секој стих од оваа песна се велича Господ поради неговата милост. Апостолот Павле вели дека Бог е полн со милост и тоа е важно да го имате на ум. Понекогаш се случува некои слушатели на оваа програма да ми сконтактираат, да ги исповедаат своите гревови и да ме прашаат: дали мислиш дека Бог може да ми прости? Одговорот е: се разбира дека може, но и сака да ти прости. Бог е полн со милост и нема грев кој не може или не сака да го прости. Затоа, ако ви е потребно простување, ако ви е потребен нов почеток, сакам да ве охрабрам уште во овој момент да го побарате тоа од Него. Бог им дава милост на оние кои ја бараат со вера и понизност. Навистина заслужува да го славиме поради тоа, бидејќи е достоен за нашата чест и слава. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови и нека ве облее со својата милост. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.